Стандардни мерки на предпазливост треба да бидат на сила во секој момент. Дополнителни контактни и капкови мерки на предпазливост треба да продолжат додека пациентите не станат асимптоматични, а сеопфатните информации за начинот на трансмисија на коронавирусот ќе го определи траењето на дополнителните мерки на предпазливост. Сите примероци кои се прибрани преку лабораториски иследувања треба да се сметаат за потенцијално инфективни. Здравствените работници кои ги собираат, ракуваат и транспортираат сите клинички примероци треба ригорозно да се придржуваат до следните стандардни мерки за предпазливост и да применуваат практики за биолошка безбедност со цел да се минимизира можноста од изложеност на патогени. Медицинскиот персонал кој ги собира примероците треба да користи соодветна лична заштитна опрема, односно заштита на очи, медицинска маска, наметка со долги ракави и ракавици. Ако примероците се добиваат преку процедури кои генерираат аеросоли, персоналот треба да користи респиратор со најмала заштита како N95, EU стандард, FFP2 или еквивалентен на споменатите. Персоналот кој ги транспортира примероците треба да биде обучен за безбедна манипулација и извршување процедури за деконтаминација на исторените примероци. Примероците за транспорт да се ставаат во водоотпорни торби, секундарни контейнери кои имаат посебни џебови за затварање за примероците, односно пластична биохазард торба со името на пациентот на контейнерот и јасно напишан лабораториски упат. Лабораториите во здравствените установи треба да се придржуваат кон праксите за биолошка безбедност и потребите за транспорт, соодветно на видот на организмот со кој се ракува. Потребен е рачен пренос на сите примероци кога е возможно. Да не се користи пневматски канален систем за транспорт на примероците. Потребно е јасно документирање на целосното име на пациентот, датумот на раѓање и сомнежот за потенцијална инфекција со коронавирус на лабораторискиот упат, а лабораторијата треба веднаш да биде известена штом примерокот биде транспортиран.